Законите и правилата се јасни и секој мора да ги почитува. Премиерот Мицкоски со дециден став откако викендов менаџерскиот тим на српскиот пејач Аца Лукас ја обвини власта за прекинатиот концерт и информативниот разговор на српскиот пејач во полициска станица. Мицкоски вели дека воопшто не знаел дека такво нешто се случувало и нагласи дека немало потреба да им се дава внимание на ваквите случувања. Сепак нагласува дека власта ќе биде многу внимателна и ќе ги следи сите случувања од ваков тип. Па јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Ми се јавија луѓето од кабинетот да ме информираат пред неколку дена, мислам тоа беше. И претпоставувам сега дека некој таму сака да создаде естрада, која што таму е присутна, да ја пренесе овде. Мислам дека не треба многу внимание да му се посветува на ова. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на ваков тип на естрадни уметници и нивни менаџери. Српскиот пејач беше повикан во полициска станица во петокот вечерта среде неговиот настап во кафе Рома во Кавадарци, каде настапувал без дозвола. Министерството за внатрешни работи предупреди дека во кафе барот не се издавале фискални сметки, не се почитувал законот за забрана на пушење, а имало и драматично поголем број гости од законски дозволеното. Во кафулето најмногу можело да има 200 луѓе, а присутни биле 700, налик на истото сценарио како во дискотеката Пулс во Кочани. Од кафе Рома тврда дека се било според законот и немало прекршувања, инаку општината не дала дозвола за поставување маси реквизити на тротоарот пред кафе-барот. Градоначалникот Митко Јанџев уште вечерта соопшти дека настапот на српскиот пејач бил прекинат поради сериозни прекршувања на безбедносните прописи. Овој настап само ја потврдува решеноста на власта за справување со сериозните индиции за криминал во угостителскиот сектор, особено со организирањето на настани на естрадни уметници на диво без соодветни дозволи. Ова е очекувано поголемата трагедија во Кочани, каде во дискотеката Пулс загинаа 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени.